Македонската заедница во Австралија со масовни мирни демонстрации денеска во Мелбурн побара австралиската влада да го признае уставното име на Република Македонија. Протестот почна со марш на илјадници македонски иселеници низ улиците на Мелбурн за да заврши пред парламентот на Викторија, каде беше прочитана резолуцијата составена од 10 точки. Во неа меѓу другото се бара повлекување на дискриминаторската директива од 1994-та, во која Австралија реши македонскиот идентитет да го именува како славомакедонски. Обединетите нации да ја нарекуваат Македонија под уставното, а не под привременото име. Македонската влада да ги прекине разговорите за името со Грција. НАТО веднаш да ја даде покана на Македонија за членство. Грција и Бугарија да ја прекинат, како што се вели, вековната антимакедонска кампања. Австралискиот премиер Кевин Руд може да и се спротистави на Кина за прашањето на Тибет, може да и се спротистави на воената хунта во Бурма, но не може да и се спротистави на Грција и да застане зад Македонија, порача организаторите на протестот. Очекуваат премиерот Руд да го охрабри неговиот грчки колега Караманлиси по примерот на австралиската влада која им се извини на абориџините, владата во Атина да им се извини на македонците во Грција чии права биле прекршени. Протестот, како што најави организаторите, ќе продолжи се додека нешто не се промени во политиката на Австралија. Една земја, едно име, Македонија на македонците. Нашето име е наше право. Со вакви транспаренти илјадници македонци протестираа пред федералната влада во Мелбурн. Бараат Австралија да ја признае Македонија под уставното име. Австралија да го следи примерот на 124 земји во светот кои ја призна Република Македонија под уставното име и тако барање ќе патиме до властите во Австралија. Втората точка е спровање на човековите права на македонците во Егејскиот дел на Македонија и Перинскиот дел на Македонија. И третата точка е се упати еден апел до политичките партии во Македонија дека македонската диаспора со сите можни средства, да кажеме, или сили ќе потпомага да нема промена на уставното име на Република Македонија. Освен економски интерес, вели Станковски, австралијанците досега не покажаа посебно расположение да застанат на страната на Македонија. За нив спорот со Грција е ирелевантен, што може би се должи и на силното грчко лоби. Таа сепак се ги штити своите интереси. Грчкото лоби е премногу силно во Австралија. Мелбурн е вториот град по големина грчки град. Досега нема никаква реакција на вашите барања? Секогаш е тоа многу вешто дефинирани реченици во кои Австралија го разгледува проблемот и секогаш одговорот е дека Австралија ќе признае Република Македонија оној момент кога Обединетите нации ќе го признаат уставното име Република Македонија. На денешниот протест македонските иселеници уште еднаш порачаа дека референцата фиром и терминот славо македонци се навредливи за македонскиот народ. За нив е и крајно дискриминирачки што Грција не им дозволува да го посетат своето родно огниште во Егејска Македонија. Како државјани на Австралија побараа владата во Мелбурн да ги заштити и да изврши притисок врз Грција да ги почитува човековите права. Во Австралија се одржа најмасовниот протест за зачувување на уставното име на Македонија и за правата на македонците кои живеат во Грција и Бугарија. На протестот во Мелбурн учествуваа повеќе од 50.000 луѓе. Заклучоците од резолуцијата усвоена на протестот се упатени до австралиската, македонската, грчката и бугарската влада, како и до Европската унија, Обединетите нации и НАТО. Протестот помина со одлично помина, без никакви проблеми, значи се беше видно како што и прочиш беше замислено, така да ги испратите пораките до сите значи до австралиската влада и до меѓународната заедница, така да беше одлично и посетен и го беше денеска да си македонец во Австралија. Како што соопшти Организациониот комитет на собирот на македонците од Мелбурн, целта на митингот е да се побара од австралискиот премиер Кевин Руд и министерот за надворешни работи Стефан Смит да покажат нови погледи и ново лидерство во надворешната политика на Австралија кон Република Македонија. Организациониот комитет побара австралиската влада да ја промени застарената политика кон Македонија, која под незиното уставно име е признаена од 124 земји, вклучувајќи ги САД, Кина, Велика Британија и Канада, и да прекине со употребата на терминот поранешна југословенска. Според организаторите, Република Македонија е под притисок да се откаже од незиното библиско и уставно име, за да се интегрира во НАТО и Европската Унија и да избегне на тамошно вето, економско ембарго и уцена од ултранационалистите во Грција, кои не можат да објаснат како земја со армија од 8.000 војници може да биде закана за земја како Грција, која има армија од 240.000 војници.
Од Соборот е испратена порака на поддршка до македонскиот народ никогаш да не се откаже од библиското и уставно име Македонија и од уникатната македонска култура, јазик и идентитет. Учесниците на протестот упатија апел до Обединетите нации, Европската унија и други релевантни меѓународни организации и институции да работат на заштитата на загрозената македонска нација, јазик и правото на самоопределување. Под мотото Македонија, македонци за секогаш, македонската заедница во австралиската држава Викторија одржа мирен марш за поддршка на уставното име на Република Македонија. На платото пред парламентот беше прочитана резолуција со која се укажа на посебниот идентитет на македонскиот народ, на неотуѓивото право на своето историско и уставно име согласно меѓународните закони. Во резолуцијата беа осудени напорите на Грција, Бугарија и сите останати кои го негираат македонскиот идентитет и име. Тие побара од владата на Австралија веднаш да ја повлече на вредливата директива со која македонците се именуваат како славомакедонци. Ја повика да го следи примерот на САД, Кина, Русија и сите други 120 држави и да ја признае Македонија под уставното име. Македонските иселеници ја повика македонската влада веднаш да ги прекине преговорите со Грција, а НАТО да издаде покана за членство.